Колешке Марија, колку и да се обидувате да го брените буџетот за 2024 година, реалноста е сосема поинаква. Предвидениот буџет од 5,5 милиарди евра е буџет на кредити и на огромни долгови. Популистички е и предизборен, колешке. За купување на гласови на пензионерите, за обезбедување на социјален мир и хранење на државниот апарат, а не за подобрување на животниот стандард на граѓаните и за раст на економијата. И наместо да се фалите, треба да се засрамите што постојано ги лажевте граѓаните, бидејќи позајмените милиони евра не ги инвестиравте во капитални инвестиции. Наместо тоа, владата се луксузираше на грбот на граѓаните, а за во иднина народот да го плаќа тој заем. Го спомнавте здравството. Има ли нешто поважно од здравието на граѓаните? Факт е дека вие не се грижите ни за здравството, ни за здравствениот кадар. Бројни афери во здравството се само дел од проблемите во здравствениот систем на кои им се загрози животот и кревкото здравје на пациентите. Во пожарот со модуларната болница во Тетово, каде што загина 14 луѓе. Недостаток имаме на лекот 3 кафта за болните од цистична фиброза, инсулин за болните од диабет, апарати за лекување за болните од рак, кои што собираат прашина во магазините, нема. Профитерство во јавните набавки за време на пандемијата во COVID-19 исто така. Позитивната листа се уште е несмената. Меѓутоа, на власта и Министерството за здравство не им е приоритет здравствената заштита. Тоа се потврдува и со одбивањето на амандманите кои беа во интерес на пациентите. За изминатите 3 години во буџетот се скратени 400 милиони денари за превентивни прегледи, колешке. Кратите средства за превентивните здравствени прегледи, кои што се клjuč за спречување на хронични заболувања и намалување на смртност. Исто така ги одбивте и амандманите за реконструкција на Центарот за васкуларни заболувања, Кардиолошкиот завод во Охрид, за реконструкција на Центарот за ортопедија и травматологија Свети Еразмо, за изградба на нов здравствен дом, за набавка на медицинска опрема во јавните здравствени установи во Охрид. И по 7 години на власт не успеавте ништо да смените, освен 3 министри што сменавте, ова е веќе 4. Немате пари за терапија, нема нови апарати, ниту грижа за здравствени. Контрреплика Марија Ангелова.